На полнок граѓаните ќе одморат од политичарите, почнува изборниот молк, но до тогаш сите кандидати за пратеници ја искористија шансата да им се обратат на граѓаните и директно од нив за себе да го побараат нивниот глас. Изминатите 10 години го пребродивме истокот. Се е пред вашите очи. Нашиот град оди напред со нови успеси и дела кои ги оставивме зад себе. Штип доби тир зона со 3 фабрики во која својата екзистенција ја остваруваат над 2500 штипјани. Владата на ВМРО ДПМН ќе поддржи конструкцијата на брана на река Отиња. Планирани се средства од 3 милиони денари за подготовка на техничка документација, додека самата изведба на браната ќе чини 160 милиони денари. Во овие тешки моменти, излезот од кризата е само во ваши раце. Во недела, со заокружување на бројот 1, давате јасна порака дека застанувате зад проектите, зад делата, зад инвестициите и зад отварањето на нови работни места. Своје обраќање до делчевци имаше и кандидатката за пратеник Милка Христова. Драги мои делчевчани, пред нас е историски ден. Ден кога повторно македонскиот народ ќе се избори за своите правдини, за иднината на Делчево и Република Македонија. На 11 декември, во недела, сите заедно, како никогаш досега, да излеземе масовно на гласачките места и да гласаме за број 1. Делчевските социјалдемократи пак на последниот ден од кампањата посочија на низа детектирани неправилности. Во недостиг на понуда за граѓаните, градоначалникот Шехтански и вработените во локалната самоуправа поставија знаме кое не е државен символ. Во оваа зграда се сместени повеќе и други државни институции. Со средства на јавното предпријатие Брегалница и со пари на сите граѓани се купуваат гласови во село Бигла. Директорката на јавното предпријатие за комунална дејност Брегалница го прекрши член 8а од кривичниот законник. За ова следува соодветна пријава. Во име на Социјалдемократскиот сојуз, гласот од граѓаните го побара кандидатот за пратеник Владимир Милошев. Нестрпливо чекаме да оказниме криминалот. Ќе го вратиме украденото од народот и ќе направиме се за подобра иднина на нашите семејства. Мораме да успееме за сите честни луѓе. Да ја направиме заедно Македонија, пристојно место и достоинствено за живење. Да му кажеме збогум на злото. Во недела масовно да излеземе и да го заокружиме бројот 4. Македонија заслужува се што имаме, затоа што Македонија е се што имаме.